Добро вечер. Повелете во програма сте. Прво да почнам јас оно што вие го рековте, бевте денеска во некој маркет таму и обезбедувањето зборуваше без маска. Така беше нешто. Така, од прилика. Да, во ред. Само да ви излесам вака, лекар. Да ви излесам вака, според најновите студии, значи ние кога зборуваме така наречени фригелови капки, они се со различна димензија и кои што одат до 1,5-2 метра. И тоа кога зборуваме, ние изборуваме и аеросоли. Така. Аеросолите се помали од 5 микрона. И тие стигнуваат дури на далечина од 8 микрона. Од 8? Микрона. А далечина која достигнуваат тие? Значи, тие се помали од 5 микрона, а стигнуваат до далечина 8 метра. 8 метра, оти рековте микрона. 8 метра. Добре. Тоа е, да, се извинувам. Не, нема проблем. Но, она што е по-сериозното. Во најновото сега веќе се печате секој ден Lancet, едно списание медицинско, не е важно, меѓутоа стручно многу. Они изведуваат еден заклучок и тестираат точно тие аеросолите и наоѓаат таму TCID. Како преведено, тоа е, значи, доволна количина да инфицира човек, да речеме. И они наоѓаат дека кај SARS-1, оно што го предизвика SARS, обичниот SARS и MERS, се наоѓаат некако околу 75 вируси. Доека кај SARS-CoV-2 се наоѓаат од 25 до 50 такви вируси. Сега вие ќе ме прашате логички, дали е тоа доволно да бидат инфицирани? Тоа никогаш не сум го знал и ме е многу интересно прашање. Колку вируси предизвикуваат? Дали еден вирус или одредена количина вируси можат да предизвикуваат зараза или во одреден организам? Да. Значи рековте дека кај SARS поставивте многу интересно прашање. Јас сега се водам од оној параметар TCID, значи доволна количина за да се предизвика борец. И таа кај SARS-CoV-2, едно глупаво име за кое што веќе се размислува се смени, за кое што веќе се дискутира се смени, они викаат дека таа количина е сосема доволно да предизвика инфекција. Со тоа што внимавајте, зборуваме за една капка аеросол. Една капка аеросол. Она што сакам да го кажам особено, во Кина го покажав тој график, веќе сите го даваат тој график. Да, може компјутерот. Веќе е толкав да го надмине и бројот на оние што се инфицирани. Да, еве го графикот. Само една работа да знаете. Значи, што е тоа излечен? Не е било лошо утре завото, не знам сега колку ще сте стручни, сепак да ги прегледате, графиконите што се објавени во Lancet. Значи, видите, што е здрав човек? Здрав човек е, вие сте, јас сум моментално здрав, при дај Божи така и да остане. Вито што е излечен човек од COVID-19? Да го нема вирусот во него. Да, тоа. Меѓутоа, дали он има последици? Има. Има, затоа што овој вирус пречува стварање на една хемикалија која се лачи на површината на алвеолите во дишните патишта. И денеска умираат во Кина. Од затоа што не може да лача таа субстанца. Таа субстанца се вика сурфактант фактор. И тој фактор спречува нашето плуќе да колабира. Да се совере. Утре рековте дека ќе имате разговор со колегата од Германија. Разговарајте со него околу така наречен респираторен акутен дистрес синдром. Тој може да иде вроден и стекнат. Стекнат е точно после некои вакви инфективни оболувања, кога вие не можете ниту да направите 10 метра, бидејќи вие немате доволен воздушен капацитет. Затоа, мислам дека во светот постојат околу 10 луѓе кои што ги знаат правите вистини за овој вирус. И мислам дека они се свесни во која опасност нас ни се заканува. Значи,
не е само да бидеш излечен. Да видиме тие луѓе кои што ќе бидат излечени, за колку ќе бидат спремни. Кажете. Сакате да ми кажете нешто? Не. Ја, значи, господине, вие оставам, значи ги исклучив сите телефони, бидејќи сте ретки од оние стручни лица кои објаснува и нешто ни ги отвара очите, ве оставам колку сакате зборете, немам подпрашање. Се ова што ќе го кажете, на вашиот колега Горан Трајковски во Баварија, ќе му ја пратам снимката, ќе го извадам вашиот дел и ќе речам, еве што колегата од Македонија ви напиша и ве молам, бидејќи он работи во болница во Германија, во Баварија, каде работи со болни од коронавирус. Значи, од него ја очекувам да ми каже како Германија се справува и кои се нивните сознанија и во болницата и воопшто во здравството, нели, да добиеме една појасна слика. Вие подобро не можевте да ми дојдете како кец на десетка. Ја ви благодарам за тоа. Благодарам сега го. Исто така јас му се заблагодарив на еден мој колега, јас не го познавам, Гоце Стојановски се представува, кој што денеска постираше, кај што викаше колку се задржува коронавирусот во надворешната средина. Он се задржува дури до 7 дена. Wow. На хартија, алуминиумски подлоги се задржува дури 3-4 дена. Ракавиците кои што ние ги користиме и хируршки, не стерилни ракавици, таму се задржува 2 дена на нив. Сега да кажем колкава е опасност од инфекцијата. Колкава е таа опасност за која што веројатно 90% од населението не е ни свесно. Кај нас ние не гледаме дека се дезинфицираат улиците. Видете, јас ќе кажем ова. Јас мислам сега ова, тоа е моје мислење, бидејќи длабоко сум упатен и ги пратам. Мислам дека тој вирус може да се пренесе со некои струи воздушни. Јас се плашам дури што би се случило. Но, отом потом. Сакам нешто друго да кажам. Околу вирусот. Вие рековте како оваа докторка, сакам информација кој докторката, која што држава, тоа било семинар, некој научен семинар, темата не ја знам, имало релативно голема густина и можноста за коинфекција на слушателите, присутните, била огромна. И сега, колку таму биле инфицирани или не, јас не знам. Меѓутоа, овој вирус, јас го нарекувам смарт вирус. Он што прави? Он влегува во организмот. Јас сум дека голем дел од населението е веќе контаминирано со тој вирус. Мислам дека тој е вирус кој што прави еден вид скенирање на секој организам. Тоа е исто како една битанга која што сака да отвори некоја врата, да влезе во некоја куќа, па вади тие калаузите, па пробува еден не може се откажува. Меѓутоа овој вирус друго, он скенира. Тој припаѓа на групата на РНА или РНК вируси и за наша несреќа он има и пеплос, обвивка, има и капсида, така да он е добро заштитен со тие омотачи. Мислам дека бира кого ќе нападне. Во однос на компатибилијата помеѓу неговиот геном и геномот на индивидуата која што ја инвадира. Сега може би е грешка, тоа јас се те размислувам, бидејќи генетиката ми е слаба точка малку, па... Докторе, бидете љубезни, бидејќи многу, очигледно дека науката има, во овој момент не ги има сите сознанија, па се е без гест. Кажете ми, податокот дека деца не заболуваат, треба ли да не радува или загрижува? Како вие гледате на сето тоа? Нема еден мртов случај на дете, нема заболено дете, едноставно само постарите лица кои имаат проблем со имунитетот, они и со хроничните заболувања. Како вие го толкувате од прилика ова? Не ве фаќам за збор, туку ве замолувам за мислење. Тоа е доста интересно прашање за кое што така постојат разнолики, многу различни гледања на тоа, зашто децата се послабо таргетирани од овој вирус. И тоа запамтете и ова.
бројот на заболени деца во Италија е скоро 2,5 пати поголем од бројот на заболените деца во Кина. Викате, оние постари луѓе над 60-65 години. Изјавата на министерот за здравство на Франција беше дека бројот на критично болните е многу тие се под 60 години. Значи, видите, кога се работи со жива материја, особено вируси, кои што знаат да се променува во домакинот, знаат да прават голем број промени. Вие не можете да излегувате со домашен рачун на база. Децата, зошто? Сега некој има објаснување дека возрастите имаат повеќе контакти и така натаму. Па јас и друга страна ќе кажам, па децата во градинките, школите и така натаму, и така натаму. Имуниот систем сигурно игра голема улога. Веројатно дека кај не веројатно, сигурно можноста на Т и Б лимфоцитите за продукција на антитела и така наречени killer cells е многу поголема него кај мене и кај тебе. И дека они може да се справуваат на некој начин. Па и оболуваат. Митоа, вие мислите дека тоа ќе трае долго време. Вирусот е паметен. Он ќе учи. Он се учи. И мутира. И јас мутира. Што е тоа мутирање? Знаете, тој израз многу често се употребува и тоа веќе... Тоа е приспособување на одбранбените механизми на нашето тело. Не можете да... Мислам, тоа е еден израз кој што јас не сакам никако да го слушам. Добро. Тоа се две промени. Едниот се вика антигенски шифт, другиот дрил. И сега антигенскиот шифт е голема промена. Кога се случи вирусот да ја доживее таа голема промена, вие имате пандемија. Кога ќе се случи антигенскиот дрил, вие имате епидемија локално тука во Македонија и така натаму. Шифтот значува дека ќе фати повеќе од еден континент. Фатили ли се два континента, вие имате пандемија. Сега, што е тоа шифт? Еве, да рече, јас ќе ви кажам. Вие ќе разберете дури. Еве, например, знаете, сте имале, може би, пријател, познаник, оболел од грип, така? И он оболел од овој сезонскиот грип, кој што ставени во вакцината, ставени се H1N1, понатака H3N2 и една линија од Д групата, линија Викторија е ставена. Не е важно. Сега се мешаат двата вируса, ама истите типови. H1 со H1. И они разменуваат генетски материјал. Се случува дрил. Од тоа може да излезе мала промена која што ќе доведе до пандемија. Ви тоа внимавајте. Ако јас имам H1N1 сум оболел, а ви имате H3N2, тоа е мешање на генетски материјал помеѓу два различити вируса, антигенски. Ќе се случи шифт. Тогаш доаѓа до пандемија. Сега, јас знам дека оваа работа се како исто вие да ми објаснувате од вашиот опсек работа, јас исто... Господине, знаете како, бидејќи сум имал случаеви, да не навлегувам, ваш колега ми има речено, луѓето кои се заинтересирани, кои ќе им се случи, вие лекарите знаете цели енциклопедии, ама ние за конкретна болест навлегуваме максимално кога нас директно те тагира, нели? Конкретната болест. И јас сум докторирал све за стентови, за коронарни болести и така натаму, заради мојот проблем. Така и сега цела јавност. Колку и да сте стручни, слободно бидете. Значи, еден исчекор во свеста е она што не го разбираш, а вие стручните лица го кажувате, да се потрудиме да го разбереме, бидејќи тоа не се празни зборови. Ја финове почувствував, ми се запали сијаличката и затоа ја прекинав емисијата за сите, оти верував дека ќе добијам многу интересни разговори. Секако дека ќе ми треба 2-3 пати да го преслушам ова, секако дека ова што ќе го кажете, ќе го предочам до вашиот колега, секако дека ми требаат и многу години факултет, но јас сум ви бескрено благодарен, затоа што многу малце ваши колеги вака излегуваат во јавност да ни објаснат сериозноста, а со тоа верувајте дека делувате, кога ја би го зборел, тоа е, ајде, Јанко рекол, но вас ве чувствуваат колку сте стручен
и човек ќе се прибере малце. Со прибирање следува акција, малку повнимателност и вие сте ја постигнале целта. Барем за некој промил. Може една реченица за крај. Може една реченица за крај. Каква реченица? Имате уште 15 минути од мене. Ако сакате, дојдете утре, задутре гостин во студио, имате отворена покана. Верувајте ако се одлучите, но останете си анонимен, sejedno. Сакам да кажем ова, Ајнштајн во една прилика рече, ако не успееш да му објасниш на обичен човек со прости зборови, тоа значи дека ни ти не ја разбираш материја. И тоа е вистина. Јас се надевам дека со овој вирус, ова е, мислам, природата прави на 50 до 70 години такви промени. И јас се надевам дека тоа ќе помине. Јас не сеќам на 18, ниту на 68, ниту на 56, не се сеќавам. Меѓутоа, природата ги прави тие на 70-80 години тие промени. Обично се тоа вирусни промени. Бактеријските промени се многу по-бенигни. Шифтови се ова? По вас? Ова се тие шифтови? Ова е веројатно шифтован вирус. Видете, ако се вратите во литературата кај професор доктор Богдан Каракашевиќ, од 78 година, тоа Универзитетот Кирил и Методи, тој беше професор на микробиологија. Кога ќе прочитате за коронавирусите, таму стои дека он таргетирал дека 10% од населението имаат антитела за коронавирус. Знаете ли што значи вие 78 година 10% од популацијата да има антитела за коронавирус? Меѓутоа, тој тип на вируси сега веќе е зголемен. Многу од тие вируси се измешани, шифтовани, дриловани. Така да овој вирус што се случи во Вухан, веројатно неколку години поред се обидувал да се пренесе од човек на човек. Он се трудел од животно на човек. Да, професор доктор Богдан Каракашевиќ. Има издадено книга која што јас мислам дека и Харвард требаше да учи, и Јейл, и Џонс Хопкинс, пошто давате често пати. Да, таа ја имам графиката на Институтот Џон Хопкинс, така. Да, Џонс Хопкинс, така. Еден од најпроминентните универзитети и болници во склоп на Џонс Хопкинс, во Мериленд имате и болница. Значи, тоа се... Меѓутоа, Богдан Каракачевиќ, професорот, заслужува таа книга да му стои таму, во една од тие нивни библиотеки кои се прекрасно направи. Толку, да не видам и друго. Уште само едно подпрашање, бидете љубезни. Благодарам, режија, да сменете кадар. Кажете ми, дали вашиот, сепак нели, пак ќе ве замолам за шпекулација. Жан-Лук Пикард во Стар Трек, кој ќе дојдат до некоја ненормална ситуација, ги собира сите научници и вика, објаснете ми што се дешава, вика, тоа е. Имате одговор? Не. Шпекулирајте сега. Значи, имаме доста простор за шпекулирање, очигледно дека многу работи знаеме, но ме интересира. Дали, ако развиеме имунитет, потполно ја излекуваме болеста во себе, затоа што, еве сум разбрал, баба ми моја имала туберкулоза, вика, цел живот ќе го носи тој бацил како потенцијал во себе, колку и да е излечена. Дека имало такви, не знам, болести. Може би ја грешам, се извинувам, како мал го слушнав ова. Значи, дали излекувањето на таква болест, што викавте вие на почетокот, здрав човек. Што е здрав човек? Дали он понатаму го носи вирусот? Ако развил антитела и така натаму, дали и натаму после целиот карантин он сето тоа го има? Како знаеме дека ние потполно сме го сузбили овој во нас и дали мислите дека доброва ние треба да внимаваме на оние што биле заразени, а не покажале симптоми, дека на подолг рок можат некои други аномалии да се појават здравствени кај нив. Ова е страшно, ова е апокалиптично, дури ми звучи параноично, нели, ама јас сум аматер, па избришете патос со мене слободно. Да, затоа и не сакам многу да зборувам. Студијата на Вейн Цанг, тој е
главно назначениот лекар кој што беше одреден да се справи с епидемијата во Вухан, директор председател Си Џинпинг, он во неговата студија вика дека кај излечените го наоѓа вирусот во устната шупина, во аналниот сектор и во телесните течности. Јас навистина многу бев заинтересиран дали таков е инфективен, дали он може да пренесе зараз. Меѓутоа студијата е многу кратка и само се цитираат бројот на пациенти кои што се наоѓа вирусот кај бројот на излечени пациенти кај кои што он го изолира. Веј Цанг, така се вика лекарот кој што ја објави таа студија. Мислам, тоа се едини лек, според мене, не знам, имате паметни од мене, ала мислам дека едини лек, тоа е самиот организм. Што е препораката ваша? Мојата односна што? На болеста, како да се однесуваме? Дали овие мерки се сосема доволни? Што би ни препорачале? Што? Сигурно, најстрога изолација. Она што го згрешија италијаните, со нивниот медитерански менталитет, она што го згрешија шпанците, па дури што го згрешија и кинезите. Оно офталмолог кој што предупредуваше 40 дена дека нешто не е во ред. Значи, да се еден гледач вчера на некоја телевизија рече кога беше во Риова Вера, полицијата стоеше со автомат пред вратата моја, не се излезла. Тоа треба да се направи. Ама тоа е един спас. Докторе, многу ви благодарам. Крај сме на емисијата. Неговиот R-фактор. Како? R-фактор е неговиот R-фактор, тоа е број колку ќе заразам јас. Излезам аз сум инфективен. Не, он е 3,3. Знаете ли што значи тоа? Не. Обичниот вирус има 0,18. А ова има 3,3. 3,3. Значи е многу позаразен, многу е по... Тој има ненормален индекс на контагиозност. Така, тоа е заради што, како што прочитав дека има обвивка овој вирус и затоа е многу поотпорен. Докторе, ја ви благодарам. Ова ваше излагање ќе биде ставено како посебно. Ако сакате, можам да ве напишам со име и презиме и ваш титулар. Ако не, ќе оставам дека анонимно се јавил лекар, но ваше е да одлучите како. Ако имате мојот телефон, јавно не го немам. Не можеме да го видиме. Може да ми пишете, користите социјални мрежи? Да, на LinkedIn користам. Немам Facebook, немам Twitter, LinkedIn имам. Користите мејл? Како не? Ве молам на jadiburek@gmail. Како? Jadiburek? На Gmail. Океј, готово, пратено. Намасте. Драги мои почитувани гледачи, подобро не можеше да ја завршиме емисијата. Го слушнавте излагањето, кој не го слушна, моите почитувани колеги ќе направат екстракција од овој дел од емисијата, ќе биде ставена на ваше располагање. Исто во ова излагање од колегата ќе биде испратено до доктор Горан Трајковски во Германија, Баварија, кој утре вечер во живо ќе се вклучи во програмата, па дури можеби и линковски да ги поврземе двата лекари да разменат некако искуство. Сепак господинот Трековски е во Германија, во Баварија, работи во болница каде што се третира коронавирусот. Жешко беше вечерва. Бидете ми поздравени, лека ноќ и пријатно.